Значи се следи севкупната состојба на лицето, неговите потреби и се одредуваат соодветни облици на заштита кои се менливи, зависно од промените на потребите на лицето. Офаќаат сега со новата реформа што е направена во системот на социјална заштита, обезбедување не само на парични надоместоци, туку напротив на социјални услуги кои треба да му помогнат на лицето за да биде тоа интегрирано во заедницата, за неговиот самостоен живот, учително и за носењето на одлугите согласно неговите потреби и состојби. За да го заокружиме ова, за да биде јасно, овие институти, односно услуги кои ми се обезбедуваат покрај обврската на Центарот за целокупно следење на случајот и изнаоѓање или променување на сите форми на заштита, подразбира дека на лицето може да му се одреди личен асистент доколку е дете, образовен асистент преку системот на образование, понатаму да му се дадат услуги во домот, за да лицето и понатаму остане да живее во домот, вклучувајќи го и неговото семејство. Значи, дел од сетот на мерките и услугите и правата се насочени и кон поддршка на биолошкото семејство. Понатаму да се обезбедат услуги во заедницата, лицето да посетува одредени форми, каде што ќе ја доби оваа поддршка, како што се дневните центри, кои ние во овој процес се трудиме да ги адаптираме на потребите на лицата, да не бидат не се тоа институции на места каде што лицата ќе бидат сместувани само заради сместување, туку напротив да бидат фокусирани кон развој и поддршка на способностите на лицето. Ова е целиот систем на институтот со старателство. Значи судот, кога ќе добие барање за земење на деловна способност, ја спроведува постапка со тоа што го вклучува Центарот за социјална работа. Од почеток на самата информиране Центарот, но кога ќе донесе решение за земење на деловна способност е должен истото да го проследи до Центарот за социјална работа за да се отпочне по службена должност и постапката за ставање под старателство на лицето. За старателство се избира најчесто член на семејството. Како што кажав, Центарот за социјална работа со поставување на старател не му се намалува улогата за вршење на контрола, односно вршење на непосредно старателство кон лицето, што подразбира контрола, увид, следење на состојбата, следење на интересите на лицето и така натаму. Старателството значи субститут на законски застапник и други права старателот нема. Во располагање со имотот секогаш треба да има одобрение од Центарот за социјална работа. И без оглед на се, како што објасни, Центарот е тој што ги определува мерките и формите на заштита. Значи не е да се затвора предметот со тоа што на лицето му се става старател. Како се врши динамиката, како се случува со потребите на лицето, така се реагира од страна на центрите.